Добар ден, ја гледате четвртата емисија од Гарден клуб Градини. Се надеваме дека ќе поминете убави мигови со нашите прилози. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Рубриката Растение за нашата градина ја започнуваме со кралицата на сите цвеќиња, ружата. Луѓето од секогаш и се восхитуваат, така што станала символ со различни значења на женската убавина, страста, љубовта, верноста, младоста, бесмртноста, духовната моќ. Титулата ја носи уште откако почнале да се одгледуваат цвеќиња, без опасност некој конкурент да се осмели да претендира на престолот. Согласни се и професионалните одгледувачи, денешната хортикултура и милионите обожаватели. Ружата е неприкосновена кралица на цветовите. Така ја нарекла античката поетеса Сафо во незината Ода за ружата. И денес е убедливо најомилен, најпопуларен и најчесто подаруван цвет во сите пригоди. Присутен во секој дом барем на еден начин. Дури иако не се одгледува како растение, ружата сигурно е извезена на некој гоблен, насликана на календар или извезена по рабовите на престилките. Ботаничарите знаат дека првите ружи се појавиле пред 40 милиони години, кога членовите на ботаничкото семејство почнале да фаќаат свој правец и да се развиваат посебно. Во истото семејство, значи некој вид братучеди, се ружата, јаболкото, крушата, калинката, шипката или дивата ружа. Може би по изгледот не би ги поврзале, но доказ е изворедно декоративната внатрешност на дрвото. За фурнир се користи дрвото од јаболкото и крушата, додека прескапото ружино дрво се употребува за дршки на специјалните примероци пиштоли и студено оружје, со што цената се зголемува за $100. Но луѓето пред се макепсани од цветовите. Првите одгледувачи биле сумерите, пред 5000 години. Во тоа време сите ружи биле бели, за понекое време да се селектираат во розе и црвена боја. Вавилон, наследникот на сумерите, ја прогласил за символ на државната моќ и ја ставил како амблем на државниот грб. Се знае дека едно од светските чуда, градините на Семирамида, биле обвиткани во милиони ружи. Кога го почнале походот кон Грција, веќе биле во 5 бои. Античките грци ја сметале за подарок на боговите и ја одгледувале како и ние денес, како најубав украс на градината. Вистинскиот бум го доживува во Рим, каде што доаѓа заедно со грчките колонисти. Само што римјаните претерале во потребата на овие прекрасни цветови. Најпрво била прифатена како подарок за дамите, како знак за љубов, а во време на републиката стекнала јавна функција и се доделувала на истакнати патрици како символ за строга моралност. Подоцна, во време на царството, станала уште попопуларна, но доживеала морална деградација. Во тоа време станува олицетворение на развратот, декаденцијата и пороците. Некој конзул, Верес, пуштал цели 4 робови да посипуваат ливчиња од ружи по патот каде што поминувал на носилка. Нерон употребувал огромни количества цветови како декорација на гозбите и оргиите, а на представите во кои се појавувал во главна улога, секогаш бил обсипуван со милиони ливчиња од цветовите на ружата. Ружи се саделе покрај шеталиштата на Тибар, во градините на вилите и околу куќите на обичниот плебс, до таа мера што вечниот град бил обвиткан со силен мирис, неподнослив за странците. Хроничарот Марцијал иронично забележал: Египтјани, пратете ни го вашето жито во замена за нашите ружи. Не е чудно што христијанството овој цвет го поврзало со гревот и развратот, но не за долго.
изгледа никој не може да остане равнодушен спрема раскошниот изглед на ружата. Со време, во христијанската митологија се јавила приказната за последните часови на Христос. Од крвта што капела врз мофта никнала ружа црвена како крв. Според легендата, цветот треба да служи за подсетување на крвта пролиена за покајување на нашите гревови. По неколку века, црковните авторитети ружата ја прогласиле за рајски цвет и ја посветиле на Богородица. Во темниот среден век, ружата била непозната северно од Ломбардија, за одеднаш да блесне во историјата на Англија како амблем на една крвава војна. Војната на белата и црвената ружа. Во 14 век, два претендента на престолот, Едвард од Јоркшир и Хери VI од Ланкастер, на нивните грбови ставиле ружи. Првиот бела, вториот црвена. Војната траела 30 години, на народот му било доста од се. Првите што ја соопштиле пораката за помирување биле англиските градинари, кои успеале на едно стебло да одгледаат бели и црвени ружи, а новата сорта ја нарекле Ланкастер Јорк. Денес се селектирани стотици различни видови и илјадници нијанси бои. Постојат национални и меѓународни здруженија на одгледувачи, надпревари и награди, во оптек е цела индустрија. Ги има џуџести и джиновски, растат како грмушки, дрвја или ползавци, цветовите се со и без мирис. Тоа е резултат на огромната популарност што кралицата на цветовите ја ужива со милениуми. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Емисијата Гарден Клуб Градини објавува надпревар на љубава градина 2012. Сите заинтересирани сопственици на градини можат да се пријавуваат на телефоните 070-679-070 и 072-303-576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната, во месец октомври, ќе бидат одбрани трите најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следат и богати награди. Пријавете се за најубава градина 2012. Алојс Фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс Фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Обичните оџаци се изградени од несоодветни материјали и се подложни на затнување и корозија. Нивното користење предизвикува кондензација и чадење. Најдоброто решение е трокомпонентниот систем на ođak.com.mk. Огноотпорна и киселоотпорна цевка, изолација од камена волна и надворешен термостабилен блок. Тоа е вашиот Оđak. Локација Булевар Србија, после надвозникот и во дистрибутивната мрежа низ Македонија. Проверете на ođak.com.mk. Одлична цена за неверојатен квалитет. Од 27 август до 1 септември традиционално по седми пат кинолошка недела во Охрид. 3 меѓународни и 12 национални изложби за сите раси на кучиња. Можност да се освои титулата национален и млад шампион во убавина на сите држави учесници. За македонските излагачи промотивна цена од 1200 денари. Информации на 30 85 860 или посетете веб страната на ksm.org.mk.
Гламур, новоотворен ресторан специализиран само за свадби. Капацитетот 340 гости. Слободни термини за мај и јуни. Уствари, ресторанот толку е добар што човек да посака да се ожени повторпат со истиот избор. Да се разбереме, ресторан Гламур на улица Првомајска спроти цементарница Усија. Резервирајте на 078 305043. Ресторан Гламур, свадбен ресторан. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, фенг шуито влегува на голема врата кога се зборува за градините во Македонија. Се повеќе има интересенти да своите градини ги уредат по филозофијата наречена фенг шуи. Затоа, денес пак во нашата емисија гостува Магдалена Манева. Драго ми е што повторно сум во вашата емисија и... Пейзажистот Ѓорѓи. Ние денес ќе разговараме, значи нешто постручно, ќе ни објаснат они двајца нешто постручно во однос на тоа кои се основните и главни принципи на уредувањето по филозофијата наречена фенг шуи. Бидејќи во минатата емисија разговаравме за основите кога се работи за филозофијата наречена фенг шуи и нејзиното имплементирање во градините, денес ќе обрнеме внимание на сите оние растенија кои најчесто се употребуваат на уредување на една градина во стилот на фенг шуи. Кои се основните растенија кои нели треба да ги употребуваме кога ја уредуваме градината по фенг шуи? Во зависност од тоа како ни е планот на нашиот двор и градината, неминовно е да употребиме тревата. Таа е нашиот најголем украс, но кога велам да постои во нашиот двор, значи да ја одржуваме добро, да се грижиме за неа и да ја сакаме. Навистина, таа е одличен момент на предниот дел од нашиот двор. Во предниот дел, каде што и треба да биде секогаш пред влезот некако пониски, да има растенија, некако да биде попривлечно за самата енергија. Без зимзелените дрвја не би требало да постои една градина, зашто велат според старите древни правила, кога е зимскиот период и кога не постои вегетација, барем 3 дрвја, тоест 3 борчиња, елки и така натаму, треба да ни ја штитат нашата градина, за да секогаш имаме зеленило кога ќе погледнеме од нашиот дом, да видиме дека нешто се случува во нашиот двор. Магдалена напомена дека може да се искористат во предниот дел ниски растенија и нормално 3 зимзелени растенија. Ајде да видиме сега Ѓорѓи како пейзажист кои растенија тој би ги предложил во оваа фаза на правење на градината. Токму така, значи нормално и према позицијата на куќата и отвореноста на дворот, секако значи и по фенг шуи и секако едноставно просторот така налагаше, бидејќи во тој дел нормално се наоѓаат и визурите кон градот. Значи употребени се ниски растенија од на повеќе типови, една комбинација од ниски грмашки од типот на прунус, хебе, пинус муго, кржлав бор, југа рептанс, ниска луницера, така да османтус, ниска смрча, една поголема комбинација пред се растенија кои што во исто време
даваат момент дека е вмешана човечка рака, значи присутен тој момент дека потезот е направен испланирано, меѓутоа во исто време создаваат една природна слика, биејќи во комбинацијата на различни бои, различна текстура на ливчиња, прават едно големо богатство на една флора, на еден микс од повеќе растенија. Поготово што ние не штедевме на природни елементи, така да во нивната композиција употребувавме големи блокови, големи камења, кои што дополнително го пренесуваат тој природен амбиент. Што е со зимзелените? Значи, како три зимзелени дрвја, ние се одлучивме за Пицеа пунгенс, или меѓународно позната како многогодишна елка или смрча, за еден тип на пирамидален пинус, пирамидален бор, кој што во моментот е нормално помал, меѓутоа расте во височина од 3-4 па до 5 метри и одберевме уште едно, значи, зимзелена фотинија, која што поставени се како во една групација која што се во дел да представуваат еден зелен зид или фон, кога растенијата во зимскиот период кои што се пред нив посадени ќе изгубат лисната маса, тие сепак ќе задржат еден зимзелен зид, значи една позадина и за зимно време да имаме никаков ефект. Магдалена, кои растенија како символ на фенг шуи се застапени во вашата градина? Најнапред ќе ги спомнеме розите. Без нив мислам дека ниеден македонски двор не би требало да постои, затоа што навистина успеваат и се символ на љубовта. Потоа хризантемата е одлично растение кое што кога почнува есента и кога веќе Ѓори најдобро знае се оди по надолен пат кај растенијата, вегетацијата, тие даваат одличен и бои и затоа велам и без како символ на радост, по фенг-шуи одлично ѓоди. Потоа сливата вела дека е символ на долговечност и убаво е кога има слива во еден двор. Потоа ние завршивме со лотосот како символ на плодност. Велат кога имаш лотос и во старите времења се зборува во источниот дел на светот, лотосите биле обкружени и замислете колку е убаво кога знаете дека го имате во својот двор и дека не се врзувате за него, туку нивниот цвет постои најмногу 24 часа. 24 часа излегува бел лотос, го снемува другиот ден, па има жолт лотос, па го снемува и понатаму не се врзуваш, само гледаш како тој секојдневно живее за тебе. Тоа се тие накратко кажани, но ние ги имаме во нашиот двор и букамвилите без кои не можеме, затоа што вела дека кога им постојат цветни, значи кога во нашата градина постојат цветни растенија, особено шаренолики во разни бои, ја зголемуваат заедно со кислородот, ја зголемуваат животната сила и она чи што ја нарекуваат сила која нам ни е потребно за да добиеме енергија, велат и до 200%. Значи од нормалата. Тоа се правени испитувања, особено во Германија, и затоа нашиот двор личи на големо шаренило. И треба да го сакаш својот двор, треба да ти е најнапред, како што вели Ѓорѓи, и јас му благодарам на неговото разбирање. Тој е одличен во тоа што ги исполнува желбите на луѓето, ги дава сите шанси за да извади од тебе што сакаш. И ние точно го искриравме ова благодарение на него и на неговиот тим. Ѓорги, како ги компониравте, значи, правилата на фенг шуи во однос на тоа кои растенија треба да бидат засадени и тоа што растенијата имаат како потреба за да можат нормално да живеат?
Токму така, многу добро прашање. Значи, ние на почетокот многу разговаравме, бидејќи во самиот старт сепак ова идејата беше пред се гради куќа и за живење и за уживање. Значи, во ист момент куќа ориентирана кон дворот, каде што ќе дава и ќе црпи енергија од дворот. Значи, ние, како што напоменав, значи ги согледавме желбите и потребите на домаќините и нормално имајќи во предвид, значи од моја лична страна кои растенија може да се вклопат пред се на оваа микроклима, имајќи во предвид овие климатски услови, се наоѓаме нели во подножјето на водно и од карактеристиките на почвата. Во самиот старт, за да не изгледа ова волку комплицирано, сакам да кажам дека ние поставивме една многу лесна и многу добра основа. Тоа значи дека ние го поделивме дворот на повеќе делови, нормално по фенг шуј имавме избор каде во кој дел што треба да се појави. Меѓутоа, со самото тоа што го парциализиравме дворот, го поставивме како нели тоа оградување да не биде така формално. Ние поставивме кружни патеки кои што се движат низ целиот двор. Патеките се од камен, значи од природен материјал, кои што дополнително внесуваат една голема природност, една многу добра енергија и стабилност во целата таа приказна. Со самото движење на патеките, тие ги одвојуваат и ги парциализираат посебно леите. Во исто време, значи, го задржавме природниот микрорелјеф на теренот. Значи, бидејќи теренот, значи, од југ кон север има еден пат, ние го задржавме. Воопшто не сакавме со вештачки брани да го поделиме па да добиеме некои рамни површини, туку напротив, ние го искористивме тоа како еден позитивен аспект, бидејќи со самото понатаму, значи со самото внесување на растенија во еден таков нерамен терен, значи ние добиваме една амфитеатрална поставеност на растенијата. Значи растенијата во еден момент кога се наоѓаме тука, ние гледаме еден дел од дворот, значи имаме една мини панорама пред нас. И од едно место ние не можеме да го видиме целиот двор, не може да ги откриеме сите растенија. За да откриеме целото богатство, мора да прочекориме, мора да пропешачиме низ градината и така се отвара дел по дел, се отварат многобројните детали, многобројните елементи кои што дополнително прават да не само амбиентот да биде пријатен за шетање и за уживање, туку навистина создаваат една несекојдневна атмосфера. Значи, во старт тоа не беше се испланирано, како што реков, значи прво поставивме една основа и потоа се одеше некако спонтано, работите се нижеа една на друга и така да нормално имавме во предвид да не направиме некои круцијални грешки, така да би рекол дека сега имаме една градина која што е многу динамична, многу разновидна. Значи, градината е, би рекол, за секое годишно време посебна за себе. Значи, таа има посебна приказна на пролет, на есен, во лето, преку зима. Значи, во исто време, значи, таа се подига и нормално некои растенија ги снема. Значи, има еден природен процес во градината. Навистина, ова е една прекрасна градина. Можам слободно да кажам дека е дури бајна, што би се рекло. Се надевам дека нашата камера ќе успее барем еден дел од оваа убавина да ви ја пренесе на вашите екрани, да видите навистина за каква градина се работи. И верувајте дека сето ова што го кажаа нашите соговорници е вистина и навистина успеале стилот фенг шуј многу добро да го имплементираат, со тоа и потребите на растенијата да може да функционираат и желбите на нарачателите и сите, значи, кои доаѓаат во оваа градина остануваат в чудо невидени.
Бидејќи оваа градина навистина е прекрасна, ние решивме и во понатамошните, значи, наши емисии да ви представиме делови од оваа градина, бидејќи во една емисија не можеме да прикажеме сите детали и не можеме да прикажеме колку е труд вложено во оваа градина. А се надевам дека ќе ве интересира да видите навистина уредена градина по фенкшуи, меѓутоа по принципи на живењето, на местото каде што се наоѓа, и сето тоа е навистина многу убаво имплементирано. Им благодарам на денешното учество во емисијата на Магдалена и на Ѓорги. Ви благодарам, повелете повторно. И јас се надевам дека луѓето навистина се повеќе ќе обрнат внимание на своите дворови, заради тоа што постои правило, ако домот сме ние, ако внатре во нашиот дом е нашата душа, дворот е нашата облека и како ние личиме. Така да дворовите се навистина место каде што а ние живееме во топли краишта, навистина поголем дел од денот и животот поминуваме во него. И така се сливаме со природата и со природните закони, што се повеќе на луѓето ни недостасува. Ви благодарам на учеството. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, се наоѓаме во Плант Фарм Китка, а со нас наш гостин е Зоран Весковски. Добар ден, прво ви сакал да се заблагодарам за поканата да учествувам во емисијата. Би упатил поздрав до сите гледачи на Телма телевизија и гледачи на емисијата Гарден клуб и им би им посакал убаво попладне. Какви се растенија произведувате во вашата фарма? Значи, Плант Фарм Китка се занимава со производство на расад, и тоа преку зимото имаме производство на расад за зеленчук, додека пролета и почетокот на летото имаме производство на расад за цвеќиња. Како што гледате во моментов сме полни со разновидни цвеќиња и сега се наоѓаме при крај на сезоната на производство на цвеќе. Напоменавте дека имате едногодишен цветен расад. Кои се карактеристиките на едногодишниот цветен расад? Значи, од цветниот расад, како што спомнав, се занимаваме со производство на едногодишен и двогодишен. Што е карактеристиките на едногодишниот, што е на двогодишниот? Едногодишниот расад вегетира во тек на една календарска година. Значи, од раната пролет, јануари, февруари, кога е сејбата, некаде веќе е спремен за засадување во април месец и цвета през целото лето, значи до првите мразеви октомври, ноември. Додека двогодишното цвеќе, тоа би ја напоменал тука две-три врсти се брашиката, виолата и хризантемата. Карактеристиката е дека се засадува во една календарска година, пример од август, септември, веќе процветува во октомври и вегетира до некаде првите жештини од следната година, значи до мај-јуни. Така, значи, преку целата година практично од тука може да се набави цветен расад за засадување во градината. Како можете повеќе да не запознаете со едногодишниот цветен расад? Кои се најактуелните растенија во едногодишниот цветен расад? Или кои се оние растенија кои се најпопуларни на нашето поднебје, односно кои растенија највеќе ги сакаат нашите луѓе, нашите потрошувачи? Значи, најпопуларни се групата на бегонии, значи бегонија семперфлоренс, како и останатите туберозните бегонии, потоа од пеларгониумот или сарделите познати народски, има и стоечки, и ползавци, и англиски сардели, потоа импатиенсот, значи импатиенс валериана, воденика познат како народот, имаме импатиенс Нова Гвинеја, нешто побогата варијанта.
И во последно време значи ја заборавив, тука е и петунијата, значи имаме повеќе врсти. Мини петунија, грандифлора со крупен цвет петунија, дупла петунија со полн цвет и во последно време многу се популарни ползавците петуни. Значи, како што гледате, по олуците се горе поставени. Нивна карактеристика е што изобилуваат со богатство од цветови. Значи, имаат голема цветна моќ. Значи, една билка може да даде до 100 до 200 цветови, отприлика паѓа надолу до метари 20, метари 30, во колку добро се внимава, добро се грижите за неа. И самата тераса или местото каде што ќе биде засадена изобилува со богатство од боја. Исто би ги напоменал, значи, и винката за македонското поднемје станува се популарна затоа што е многу издржлива на високи температури и на јако сонце. Значи, позната е народски као грчки патиенс, меѓутоа латинското име е Катарантус розеус, иначе трговското име е винка. Мислам дека се популарни се висечките типови на петунија, како што можеме да забележиме овдека, и се карактеризираат со многу богата вегетативна маса и со изобилие од цветови. Значи, една билка може да падне до метари 20 и може по 100, по 200 цвета да има. Значи, тоа што би сакал да напоменам, значи конкретно кај производител Китка, дека се сите од проверен производител, значи сите се од инвитро култура, набавени се како млади садници и ние фактички ги доодгледуваме. Во текот на производствениот процес максимално се трудиме да произведеме здрав саден материјал кој ќе биде сместен во квалитетен субстрат и самиот љубител на цвеќе со набавувањето на садниот материјал од Китка загарантирано би имал почетен успех во уживањето на цвеќето. И за крај, што би им препорачале на нашите гледачи? Каде да го набават овој убав цветен расет? Тоа што би сакал да им препорачам на љубителите на цвеќе, а тоа што недостасува кај нас е едукацијата. Значи, за таа цел изработивме каталогче во кое што имаме на кратко упатствија за одгледување и грижа. Значи, во најблиското продажно место на цвеќиња, побарајте ги производите цвеќињата од Plant Farm Китка и со тоа би имале загарантиран успех, значи, во производството, почетен успех во производството, затоа што понатаму одгледувањето и грижата е до самиот љубител на цвеќе. Значи, тој треба да се погрижи за преку целата сезона да ги одржи во добра кондиција. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Тоа беше се во ова издание од емисијата Гарден Клуб Градини. Ви посакуваме пријатен викенд, се гледаме следната сабота.